Добро вечер во уште едно последно издание на Печат на неделата во овој циклус, првичен, да кажем, пролетно-летен циклус на еден телевизија. Вечерва завршуваме со ова прва сезона на емисијата и се надам дека од септември ќе се видиме во малку поинаков формат, во една променета и ми се чини многу атрактивна програмска шема која што ќе понуди еден ТВ за своите гледачи. Но вечерашната емисија мислам да ја завршиме целата сезона со еден гостин кој што се надевам дека ќе ви ја исполни оваа неделна вечер со квалитетни политички анализи и информации кои што ќе ви испратиме на едно долго топло лето за да можете од септември со сите возбудувања кои што не следуваат во внатрешната и меѓународната политика на Македонија да се вратиме низ телевизиските студија со нашите осврти, анализи, коментари и така натаму. Вечера со мене е господинот Оливер Спасовски, министер за полиција на внатрешни работи во владата на Република Македонија, заменик премиер на господинот Заев и еден од 6 подпредседатели на СДСМ. Значи, на сите фронтови сте во самиот врв на македонската политика. Зашто има 6 председатели СДСМ, тоа никогаш не успев да разберам. Тоа се по области сте поделени или? Благодарам прво на поканата. Ние имавме согледување како би било најефикасно да биде поставена партијата, 6 подпредседатели на партијата се за покривање на 6 изборни региони кои се имаат. Така е, па да, логично е. Господин Спасовски, неодамна имав прилика да гледам една анкета правена за популярноста и за, да кажем, што мисли јавноста за министрите во македонската влада. Од тоа што го гледам, вие сте на самиот врв на популярноста и другите министри се дури нешто пониско од тоа. Не знам дали сте ги видели тие анкети, меѓутоа јас сум имал прилика да ги видам во последниот месец дена. Прво да ви честитам, сепак за еден политичар е добро да биде на врвот на популярноста. Од друга страна да прашам што значи тоа за една држава кога министерот за полиција за внатрешни работи е најпопуларен. Добро е тоа или лошо е? Како вие гледате на тоа? Видете, за мене е најважно да работиме пред се да ги исполниме очекувањата на граѓаните на Република Македонија. И не само за мене, тоа е работа на секој еден политичар кој што се нафатил да биде дел од јавниот живот, да обавува одредена функција. Нормално дека кога трнувате на еден пат кој што значи влегување во високата политика, во владени институции и така натаму, и очекувањата кај јавноста се зголемени. Тоа ќе значи и поголем надзор на тоа што го правите, како се однесувате, како пристапувате кон луѓето, дали сте се промениле, дали ги исполнувате очекувањата во делот на работењето, како се однесувате со вработените, и тоа е дел од сликата што се креира. И за мене тоа е најважно да ви кажам, затоа што за било кој политичар кој што смета дека само процентите на рейтинг се важни е многу грешно. Туку напротив, работата, ангажманите кои што ги имате, блискоста со луѓето, исполнување на очекувањата, тоа е нешто за кое што треба да се стремиме сите ние. И тука ќе има и реформи. И ние веќе сме започнали. Тоа се болни процеси кои што се одвиваат. Мислите дека тогаш ќе ви падне рейтингот или не, мислам дека ако ги водите реформите на исправен начин, на соодветен начин, ако за тоа дебатирате во јавноста, ако имате реформски процеси кои што се инклузивни, во кои што граѓаните навистина ќе почувствуваат доверба дека нешто се менува, нема опасност дали ќе ви падне рейтингот или не. Туку напротив ќе водите добри политики кои што на крајот ќе допринесат и за добро владење. Јас имам повеќе деценишко искуство од правење интервјуа, многу од нив и пред телевизиски камери, и со колегите кога разговараме, велиме дека Оливер Спасовски е еден од луѓето кои што во живо интервју кога дава е еден од оние кои што многу тешко можете да го извадите од тежиштото. Имате извореден, да кажем, некаков просек на самоконтрола. Многу внимавате што говорите, што е веројатно добро за министер за внатрешни работи, и многу тешко човек може да ви испровоцира. Не дека вечерва ќе ве провоцираме, туку можеби и тоа е резултатот на овие, да кажем, популарности кои што на бројките кои што ги имате. Како се чувствувате кога давате интервју? Мислам, се фокусирате само на она што сакате да го кажете или понекогаш успевате да ви извадите нешто што не сте мислеле да го кажете? Не, јас генерално сакам да зборувам реално за состојбите. И во ресорот, и во Република Македонија, она што навистина го мислам да го презентирам пред македонската јавност, да споделам одредени ставови мои. Знаете, јавноста е многу сензитивна, посебно сега во овој период во Република Македонија. И
може би секогаш, меѓутоа во овој период Се чувствува една наелектризираност. Има кај јавноста сензациите носат, да речем, популарност, можно е таа сензитивност на информации кои што имате дури во одредени сегменти да говорите сосема искрено и да ја кажувате вистината, не може да веруваат одредени луѓе за одредена работа. И тоа е нешто што треба да го помине македонското општество. И затоа се трудам пред се да кажам тоа што треба да го соопштам, тоа што граѓаните ќе го почувствуваат како сигурност, и тоа е впрочем работа на еден политичар, да тоа што ќе го работите, пред се да влевате доверба и сигурност кај граѓаните. Инаку секое влегување на недоверба, менување на ставовите своји, тоа значи дека ако ги менувате ставовите, вие немате конзистентен став, конзистентна визија за тоа како треба да се движи Република Македонија. Ова е одличен влез во она што сакам заправо да ве прашам на почетоков. Македонија се наоѓа во една сензитивна политичка ситуација, сите знаеме зошто и како стигнавме до тоа. И исто така постојат бројни анализи кои што покажуваат дека ова е една кампања која што се води, во која што има многу фейк њуз, во која што има многу лажни вести и така натаму, а кои што се наменети пред се да се измести перцепцијата на јавноста, перцепцијата на граѓаните околу тоа што навистина се случува, особено со договорот со Грција, особено со сите тие понатамошни чекори кои што се преземе и така натаму. Да, ми се чини дека МВР е веројатно можеби едно од највисоките цели на таа кампања на фейк њуз. Прво, имате ли проценки во Министерството дали воопшто се води тој тип на организирана кампања против Македонија и против, ако сакате, политичката елита во државата? Па видите, таа кампања се водеше и во изминатите 11 години, кога власт беше и ВМРО ДПМН. Па вие знаете дека Македонија, за жал, јас би рекол, е препознаена веќе во Европа и во светот како центар за фейк њуз. Како некои кои што ја користат таа алатка како по широки размери за да можат да ги зачуваат процентите, јас би рекол. Вие имавме состојба во која што македонското општество 11 години исклучоците ги направи правила. Вредностите сосема се уништија, лажните вести, подметнувањата во не само во политиката, тоа може да го следите во бизнисот, во естрадата, во новинарството и така натаму, станаа правила во кои што ќе се изнесат лажни вести, ќе се фрли анатема на човек, на организација и така натаму, и тие лажни вести, таков процес на организирано плукање, јас би рекол, на своите политички противници продолжува и сега. Затоа што ништо апсолутно... Последниот пример беше и со трагичното загинување, ми се чини, на овој нова момче кој што беше претепано на автобуска станица и така натаму, и веднаш експлодира едно огромно количество на шпекулации, на лажни вести, на обвинување и така натаму. Тоа е начин на кој што функционираат одредени структури во Република Македонија. Затоа јас жалам што навистина се уште нема сила да се собере кај политичките опоненти да се смени начинот, да почнеме сите заедно да ги враќаме правилата на однесување во Република Македонија, наместо да работиме по исклучоците. Меѓутоа, јас сум длабоко свесен дека престои период на созревање и дека сето тоа не може да се промени преку ноќ. Затоа треба процес. Знаете, вие 11 години имате рушење на системот во државата, менување на правилата на однесување, клеветење на одредени структури дека тие се најлошото нешто за Република Македонија, а за сметка на тоа ги имате криминалите, плячкањето на народот, плячкањето на институциите, и полошо од плячкањето на институции е рушење на системот во институциите, каде што ги уништувате човечките капацитети, каде што ги уништувате материјално-техничките средства со кои што треба да се работи, и тоа е нешто што не се надокнадува така лесно. И покрај тоа што нели парите се еден исто така голем проблем. Вие сте веќе повеќе од година дена на чело на Министерството за внатрешни работи. Јас знам дека имате и одредени статистики. Вечерва би сакал да чуем какви се податоците за работењето на Министерството во последната година. И многу ретко имаме шанса да чуеме реални цифри за стапки на криминали, компарации. Најчесто шпекулираме околу впечатоци, околу некакви случајни мислења, дури и експерти говорат практично без никакви податоци и така натаму. Каква е состојбата со криминалот во Македонија? Каде ги регистрирате можеби подобрите резултати, каде мислите дека треба уште
прилично Видите, ако направите една анализа во однос на криминалитетот, се бележи намалување на стапката на криминалитетот по сите линии на криминалитет. И во 2017 година, и во 2018. Тие стапки и тешки и лесни видови по сите линии на криминалитет. Дали е тоа организиран криминал, дали е општ криминалитет, дали се, значи по сите видови на криминалитет и од една страна и сообраќајот, да речеме како прекршоци и така натаму. 2017 година, вие знаете дека имавме половина година која што беше година на премногу искушенија, на неочекувани настани кои што се случува, пресврти огромни и така натаму, едноставно нестабилна крајно политичка ситуација. Ние после 1 јуни 2017 година, врз основа на сите капацитети и ресурси кои што ги имавме, направивме да се консолидира институцијата. Ако гледате дека во тој период се достигнува најниското можно ниво на доверба, анкетите покажува во тој период 23-24% на доверба во полицијата, што е енормно ниско. И јас сум апсолутно свесен дека тоа се должи пред се на една голема афера на прислушување која што беше, се должи на настаните од 27 кога полицијата прати порака дека таа уствари не е во можност да ги заштити граѓаните на Република Македонија, ако тоа не може да го направи со институциите на системот, со парламентот. Односно, не дека не може, туку водството беше тако кое што сакаше да ги остави институциите сами на себе во тој период и мислејќи дека на тој начин ќе помогне на една криминална структура на власт во Република Македонија. Сето тоа посакуваше многу работа, работа која што ни малку нема да биде лесна, еден пат кој што треба да се помини да се издржат сите притисоци кои што ќе бидат и очекуваја на јавност и ние тоа го правевме постојано. Јас знам дека првата работа која што ја направивме со ова раководство на министерството беше дајте да ја зголемиме транспарентност. Јас дадов задача да ги отвориме сите можни канали на комуникација. Знаете што ме советува постарите колеги? Немојте министер, не ти треба тоа. Ние не треба све да кажуваме што се случува во Република Македонија затоа што ќе имате впечаток дека има криминалитет во Република Македонија. Меѓутоа, мојот став и тогаш и сега е дека ние апсолутно треба се да споделиме со јавноста и со граѓаните. Каква е состојбата во самото министерство? Мислам, ова би било коректно да има тука барем представник синдикат па да ве прашам тоа, но сепак вашата оценка. Да, ние имаме значи многу подобрување на состојбите и во делот на работењето, и во делот на опремувањето, и на полицијата, и на материјално-техничките ресурси, заради тоа што навистина беше оставено во една очајна ситуација. Ако ви кажам дека 39 милиони евра имавме доспеан долг на 1 јуни 2017 година. По разни основи? 39 милиони евра. Да, врз основа на набавки кои што биле правени. Имавме околу 40 милиони минус заплати, кои што моравме до крајот на годината да ги надоместиме со разни штедења, префрлања од едно конто на друго, за да можеме да обезбедиме плата за полицајците. А ако имате во предвид дека имавме најбаналниот пример, јас сум го кажал неколку пати, оставена држава со 7 дрегери за алкотестирање или со десетина радари во цела Република Македонија. Сега колку ги има? Сега барем ги набавивме тие основни средства за работа, набавивме нови 30 радари, набавивме нови што е лоша вест за возачите. 80 дрегери за алкотестирање. Имавме неколку донации и така натаму и на други опреми. Имавме купување на униформа, односно нарачка на униформа за сите припадници на македонската полиција. Веќе се испорачуваат тие количини и така натаму. Сето тоа ја подобрува состојбата. Отворивме еден широк диалог со синдикатите. Значи, мојата цел е синдикатот да го имаме како партнер, да разговараме за состојбите, да ги подобруваме состојбите и низ дебата со синдикатот дојдовме до заклучок дека од една страна ние потребно да набавиме опрема, меѓутоа од друга страна треба и да ги мотивираме луѓето кои што работат да имат пристојна плата. Така да на полициските службеници, на оние кои што дури од 92 година на полицајците не им се зголемени бодовите, туку остануваат исти, се договоривме од 1 декември 2018 година тоа да го направиме, додека за наредната година, тоа е предлог и во буџетот, да имаме зголемување на платите за 5%. Добро. Тоа е, да кажем, би рекол, малата приказна во смисла на тоа што се случува во Министерството и веројатно се тоа важни движења кои што јавноста веројатно и помалку ги има. Тие се многу, да речеме, мала приказна, меѓутоа многу влијателна за големата слика. Заради тоа што
Ако вие имате незадоволни работници кои што работат во министерство, ако имате неопремени работници, тогаш многу тешко можеме да говориме дека ќе се зголеми нивото на безбедноста. Тоа е првиот елемент. И вториот елемент, мислам дека исклучително важен, а многу негативно влијаеше, тоа е прекинувањето на врската помеѓу граѓаните и македонската полиција. И сега кога говорам за граѓаните, не говорам само за граѓаните. Говорам и за новинарите, и за научната јавност, заради тоа што беа прекинати сите контакти со научните институции. Ние имаме факултет за безбедност со кој што, барем по нивно кажување, беше дека немало комуникација, не да ги побараме за одредени мислења да ни помогнат и така натаму. Вториот сегмент се реформите кои што... Затоа сакам да ве прашам. Мојот впечаток е дека малку успоривте со реформите. Тргнавте во едно забрзано темпо, се распишаа конкурси, се донесоа предлози, тие жестоко се дебатираа, имаше и први контраставови, на крај се дојде до некакви, по моје мислење, релативно добри позиции, се разбира со некои дилеми кои што треба да се расчистат. Во последниот месец-два, дали заради другите настани во државата со овие интензивни политички превирања и значајни историски случувања, меѓутоа не гледаме дека нешто се случува битно со реформите. Да, ние значи мислам дека роковите газат, мислам дека до крајот на годинава ќе треба да се направат некои многу конкретни. Така, ние значи најпрвин започнавме или отворивме многу процеси кои што сметаме дека треба да бидат реформирани. Секако најважен процес за Република Македонија, за еднината на оваа држава, е реформата во безбедносните служби и системот на следење на комуникации. И тоа го поделивме на два дела. Едниот дел го завршивме со системот на следење на комуникации и вториот модел е сега во однос на безбедносните служби, реформите и изборот на моделот како би биле безбедносните служби. Сега се наоѓаме во фаза на избор на директорот на ОТА. Зошто се доцни со тоа? Ние сега конкурсот е завршен пред месец дена, мислам дека. Да, меѓутоа знаете дека директорот го избира собранието со двотретинско мнозинство на гласови, тоа подразбира дебата со опозицијата. Ние ги отворивме тие прашања, очекувам дека многу скоро, ако имаме искрен пристап од двете страни, дека можеме да најдеме многу скоро заедничко решение кој што би бил избор на новиот директор на ОТА. Инаку вкупната агенда за вториот дел од реформата... Се извинувам, за тоа место се има неколку десетици луѓе пријавено. 14 кандидати има пријавено за местото директор на ОТА. Добро. Нашата цел е, и тоа е соопштено јавно и на дебатите кои што ги правевме, да бидат експерти луѓе кои што се во таа област. Имате ли увид кои се сегашните кандидати? Да, имам. Има ли во нив добар квалитет? Потенцијал. Има, јас ги видов кандидатите, има потенцијал, не се политички партиски обременети и тоа е најважно за целата оваа поставка. Луѓе кои што можат да не обединат и луѓе на кои што може јавноста да им верува. Тоа е клучната Што е прогнозата? Кога може да очекуваме тој пробив да настане? Па за неколку дена. За неколку дена, идната недела? Да. Од опозицијата имате сигнали дека се расположени да бидат конструктивни? Разговаравме ние неколку пати во однос на овој процес. Веќе сме во една фаза на давање на одредени предлози, аргументи за кандидатите и така натаму и мислам дека сите сме длабоко свесни што значи реформата на системот на следењето на комуникации. Таа е состојба која што мора да се промени. Ние имаме држава во која што 27 години ни излегуваат одредени проблеми, недоследности, непочитување на човекови права, токму заради немањето на систем. Систем мора да се воспостави. Мислам дека сите политички партии се свесни дека ако не партиципираат во системот на реформа на безбедносните служби, ако не се дел од овој процес и ако овој процес застане, можеме да бидеме сите жртви на таквиот систем. Вие сте начело на Министерството кој што де факто има една најсензитивна безбедносна улога за внатрешните прашања на Македонија, но истовремено сте и во врвот на македонската политика. Ние проследивме во изминатите неколку недели прилично, да кажем, една жива комуникација помеѓу грчката и руската дипломатија и расчистување на работи, дури со протерување на дипломати, така да токму врзани околу договорот што се постигна меѓу Македонија и Грција. Премиерот Заев излезе со некои информации дека тука се вршели некакви дејности кои што не би биле коректни за држави со добри односи. Со други зборови, плаќани се луѓе за да евентуално прават насилства на овие теми. Вие дадовте еден посмирен коментар.
баш како што ви догикува. Рековте, истраги не се водат на телевизија. Ја нема да ја прашам до каде истрагата и така натаму, меѓутоа грчката страна деновиве, вчера завчера излегува со многу подробни информации за тоа дека сепак се работи за една прилично организирана мрежа во Грција, чие што цел била рушење на договорот помеѓу Македонија и Грција со действија и во Македонија. Имаме нешто подробно да соопштиме или ќе оставите на ставот дека нема да влегувате во тие контроверзии? Ние имаме како држава, би рекол среќа или несреќа, се наоѓаме на таква една геостратешка позиција во која што се испреплетуваат интересите пред се на големите сили. И знаете дека еден дел од таквите големи сили играат на картата на тие замрзнати конфликти. И замрзнатите конфликти Македонија почна да ги топи, да ги нема. Сега, ако ги нема замрзнатите конфликти, односно на што ќе се подпира таа политика која што значи пред се подхранување на национализмите, подхранување на поделби и така натаму. И од тој аспект постојат луѓе, односно постојат сили организирани кои што се спротивставуваат на македонското влегување во НАТО, не толку на Европската унија, меѓутоа во НАТО сојузот има такви спротивставувања. Јас апсолутно станувам на ставот дека истрагите не треба да се водат во телевизија, на медиуми и така натаму, се до моментот додека за тоа немаме можност да соопштиме конкретни детали, за тоа преферирам. Но истрага има. Значи, службите работат постојано заради тоа што ова е период во кој што Република Македонија мора да биде многу внимателна. Период на пристапување кон НАТО. Ако гледате и другите држави, па и во регионот и подалеку, секогаш тие се периоди кои што се така со поголеми предизвици пред нас и така натаму, меѓутоа институциите функционираат, тоа е најважно и граѓаните на Република Македонија во тој дел мора да бидат спокојни. Добро, да го преформулирам прашањето, иако на крајот практично го одговоривте. Има ли безбедности предизвици кои што може да не изненадат во наредните месец-два, кога ќе треба да се случуваат важни прашања околу изборот на Македонија својата политичка иднина? Безбедностни предизвици секогаш постојат. Вие знаете за сериозни глобални предизвици со кои што се соочуваат сите држави, па и Република Македонија. Тука ќе споменам тероризмот, насилниот екстремизам, миграцијата и така натаму. Сето тоа е безбедносен предизвик. Сето тоа е подкрепено со еден организиран криминал и корупција, прекограничен криминал и така натаму. Ова е дополнително нешто кое што представува предизвик пред Република Македонија за членството во НАТО. Меѓутоа, нема нешто што може да не загрижува и како држава, и како граѓани на Република Македонија. Добро, да ве прашам сега како политичар. Во ексме на последната недела, веројатно кога што ќе треба да се преговара и испреговара нешто што ќе значи кога референдум, со какво прашање, дане и така натаму. За утре се закажани продолжувањето на разговорите помеѓу господинот Мицкоски и господинот Заев во еден лидерски состав. Што очекувате дека ќе се случи нареднава недела? Можеме ли да очекуваме дека ќе дојдеме до некаква разрешница на оваа цела ситуација? Видите, ние мораме да дојдеме до разрешница во политичките односи. И недозволено е навистина да постојано да го влекуваме. И јас се надам дека опозицијата, Христијан Мицкоски, ВМРО ДПМН и така натаму, ќе бидат разумни во тој дел, дека во моментот се работи за Република Македонија, се работи за еднината на оваа држава и дека членството во НАТО и во Европската унија не треба да биде само декларација која што сите ние политички партии искажуваме, туку треба да биде нешто кое што силно треба да биде поддржано од сите нас како политичари во Република Македонија. Ја разбирам таа политичка. И од тој дел јас сметам дека треба да се има разумност да пресечеме. Меѓутоа како и да е, ние мораме да имаме јасен став ако сакаме да ги стигнеме роковите кои што значат одржување на референдум крајот на септември, почетокот на октомври, заради тоа што сите се залагавме дека граѓаните на Република Македонија треба да кажат своје мислење во однос на договорот апропо ЕУ и НАТО интеграција. Лично ве прашувам и како политичар и како висок функционер. Може ли е компромис кој што би подразбила амнестија на ова што го бара, наводно не го бара, во суштина сите знаат дека го бара опозицијата околу обвинетите и во случаите на СЈО и за 27-ми? Значи, мој личен став, ако сакате да ви кажам, тоа е став и на премиерот, став и на влада. Значи, во Македонија
нема место за амнестија на никого. Што вели вашиот коалиционен партнер Дуе по тоа прашање? Како да чувствуваме одредена помека, да кажем, линија која може би заговара дека е можен компромис. Став во однос на ова прашање и при формирањето на владата беше јасно дека расчистувањето со криминалот и корупцијата во Република Македонија мора да биде врвен приоритет. Ако сакаме да имаме држава каква што треба да имаме. Тука не треба да имаме селективна борба против криминалот и корупцијата, не треба да е важно кој од која политичка партија е, кој од која организација доаѓа, кој каква националност е, кој од какво верско убедување. Те разбирам, но некој би рекол, слушајте, целта да се влезе во НАТО и во Европска унија е повисоко отколку судбината криминална правна на неколку минути. Не видите, јас како реагирате на тие аргументи? Целта за влез во НАТО и на Европската унија е подеднакво важна и на декриминализацијата на Република Македонија. И тие едно без друго не одат. Тие веќе ги стави во бенчмарковите. Апсолутно. Заради тоа што вие не можете... држава сме се изнагледале на разни апсолутни работи, за да потоа излезе дека некои од тие се малку порастегливи отколку што... Точно е дека ние сме имале многу ставови кои што биле презентирани, па на крајот за некакви повисоки цели. Меѓутоа, ова се највисоките цели. Од една страна ЕУ и НАТО и од втора страна справувањето со криминалот и корупција. И тука нема компромис. Мене ако ме прашате, јас бих сакал повеќе правна држава отколку држава во ЕУ и во НАТО, но тоа е сега ставено на маса. Значи ли дека од ова што го говорите можеме да очекуваме дека опозицијата ќе се определи за бојкот на референдумот? Не знам, тоа треба да го соопшти опозицијата каков став ќе завземе. Јас мислам дека сега е моментот да се вклучиме сите во историски процес за Република Македонија и да бидеме сите заедно дел од интеграцијата во ЕУ и НАТО. Дали ќе се одлучат да бидат дел од иднината на оваа држава или ќе останат заробени во криминалот и корупцијата и заштita на одредени функционери од поранешната власт, тоа е прашање. Јас навистина од она што и премиерот самиот го соопшти дека нема никаква шанса за амнестија, тоа значи де факто дека некој бара, дека некој бара. Вели дека е тоа измислено, дека тоа не се бара и така. Постојат ли тие хартии нон-пейпери кои што се делени со... Сигурно дека постојат во разговорите и документи и хартии кои што ги гледаат работните групи. Видете, ако нешто се зборува, мора да има нешто во јавноста. Јас не би сакал да штетам на процесот на договарање, меѓутоа едно треба да биде јасно и тоа најодговорно го истакнувам пред граѓаните на Македонија. Амнестија не може да има по никоја цена и за никој во Република Македонија. Секој кој што правил мора да носи одговорност и правда мора да има за секој. За тоа се боревме ние. Инаку, зошто би правеле промена на власта, зошто би биле со месеци низ улиците на Македонија, зошто останавме 60 дена пред влада на Република Македонија? Тоа може едноставно да се одговори, за да дојдете на власта, потоа да релативизирате работи. Не, се надевам дека не е така. Апсолутно не е така и не смее да биде така. Заради тоа што ако ги релативизираме работите по било кој основ за кој што ние се боревме, тогаш чуваме потребата од промена на власт. Се согласувам. Гледайте, во текст се реформи на правната сфера и на правосудството цело. Гледам дека во тие реформи се настојува СЈО да на известен начин се вшмука и да стане дел од постоечките обвинителски структури. СЈО е веројатно институцијата која што ја има најголемата доверба во јавноста и резултатите кои досега ги испорачаат тамошните обвинители сепак говорат за една навистина сериозен импакт врз чувството за правда и правдина во самата држава. Мислите ли дека е добро решение да едно такво профилирано, институционализирано, цврсто поставено обвинителство сега се претопи во познати структури кои што на еден или на друг начин, каде што сме гледале политички влијанија од кои што веројатно нема имуни да останат ни од вашата екипа на власт до одредена мера. Бидејќи гледам дека тоа се заговара. Јас мислам дека и стратегијата за реформи во правосудството треба да се залага специјалното јавно обвинителство после истекот на законскиот мандат кој што го има во однос на справувањето со прислушуваните разговори, да биде определено и да му се даде посебна улога, посебна тежина во делот на процесирање на одредени кривични дела. Дали тоа ќе биде за носители на јавни функции во Република Македонија, за борба против криминалот, корупцијата и така натаму? Апсолутно. Мислам дека такво нешто е добро за Република Македонија, таа доверба која што има ова институција, таа доверба која што добива на интензитет после
пресудите кои што се објавуваат во јавноста, мора Македонија да искористи ако сакаме да навистина направиме еден чекор напред кон навистина поправедно општество. Задоволни ли сте вие лично како политичар, па и како граѓани на Македонија од брзината со која што се одвиваат процесите од овој највисок вид на да кажем кривично-правни одговорности врзани за злоупотребите во минатиот режим? Видете, динамиката може да биде и поголема. И за тоа е потребно веројатно и менување на работите во судот. Вашата колешка, кога и да биде прашана министерката за правда, таа со право формално вели дека ние не сме тука да притискаме врз судот и така натаму. Но сепак можно ли е некаков политички притисок во јавноста да се создаде, бидејќи постои впечаток дека ќе застарат некои дела и како да се терат на резервна шина некои од мојот став судења. не се темели на притисок. Мојот став е на искажување на став, на јавно мислење. И затоа сметам дека ефикасноста зависи и од судството. И ние сега знаете дека одредени структури во судството кои што се поставени не мислат баш дека Република Македонија треба да биде праведно општество и да се избориме за правда, туку напротив сметаат дека се уште должат на некои кои што беа нивни промотори, кои што од тефтерчиња ги вадеа за да ги прават суди и така натаму и така натаму. И кои што комотно седат низ центарот на Скопје, пијат кафења, јадат ручеци и ликуваат во една меѓутоа, гледате, атмосфера на... како и да е, добро е што веќе имаме реализација, се праќа една силна порака и до актуелните функционери. Значи, ова не е битка во Македонија да некој се справува со криминалот само на структурите кои што бидат пронашли на власт. Ова е битка да се покаже дека во Република Македонија мора да бидеме сите еднакви. И овие кои што се денеска власт, тоест ние, моите колеги, директори, градоначалници и така натаму да бидат навистина во функција на граѓаните. Ќе дојдеме до тоа. Кажете ми, како сте вие задоволен од работата на вашата партија оваа година на власт? Критиките се големи за кадровски решенија, локални, на државно ниво, за спорост. Некои велат, се симна мурто за да се качи курто и така натаму. Вас ве прашувам како висок партиски функционер. Јас сум задоволен со оглед на сите состојби кои што се во Република Македонија. Напредокот кој што е постигнат во сегментите на општественото делување, навистина треба да бидеме сите задоволни. Јас разбирам дека јавноста и очекувањата кај јавноста се беа преголеми. И во моментите кога дојдеше до трансфер на власта, сите мислеа дека за 24 часа се ќе се смени и дека работите ќе трнат на подобро. Меѓутоа, имајќи ги во предвид законските решенија кои што беа донесени без можност за одредени промени да се прават натре, имајќи во предвид дека сепак државната администрација не е нешто кое што треба од корен да ја исчистите во истиот момент па да донесете нешто ново. Има и такви очекувања во јавноста. Имајќи во предвид во каква состојба беа финансиите во периодот пред година дена, а какви се денеска. Вие гледате дека и вчера баш имаше согледување за тоа како се консолидира трошењето на јавните пари во Република Македонија. Да, ве пофали од Светската банка. Апсолутно. Како напредуваат односите поделно во министерствата, во сферата на одбраната, во сферата на внатрешните работи. Како е вашето министерство? Чувствувате ли кочење на разни структури од минатата власт? Мислите ли дека успеавте да професионализирате дел од тие структури или се уште е тоа една партиска машинерија која што користи начини постојат луѓе од таа партиска машинерија кои што се наоѓаат натре во министерството. Пробуваат можеби на одредени сегменти да направат обструкции, меѓутоа треба да знаете дека сепак министерството е министерство кое што функционира по принципот на хиерархија и субординација. И тоа е малку полесно за разлика од другите министерства во кои што чисто државна администрација функционира. И таму е многу потешко да се справите со тие предизвици на бојкот, на кочење на работите и така натаму и така натаму. Меѓутоа тоа е предизвик со кој што власта мора да се справи, предизвик на владата и ние се справуваме и верувате дека оваа година дена работите кои што се направени за Република Македонија, поставувањето на основите, можеме да бидеме сосема задоволни за тоа што е постигнато. Господин Спасовски, ве прашувам сега како граѓанин. Ако гледате дека има тендер
кој што тежи 35-60 милиони евра, наречеме во Министерството за здравство. И ако гледате дека на тој тендер се пријавила само една компанија, чиј што официјален имейл адреса, официјалната имейл адреса е на некаков гласен, на некаков жути. Како би реагирале вие како граѓани на тој тип на објава? Бидејќи туку што ни се случува еден, би рекол, на ивица на раб на скандал сме околу овој тендер кој што навистина тежи десетици милиони евра, а околу кој навистина се подигна разноразни, со право би рекол, забелешки кои тоа како е можно да се доведеме во ситуација да компанија која само неколку месеци постои, која што дури нема ни своји официјални простори, која што има потполно несигурни контакти и така натаму, одеднаш е главниот конкурент и главниот аспирант за добивање на така голем тендер. Видите, ова е класичен пример како и во кои моменти треба да се однесува власта визави бизнисот во Република Македонија. Јас и како граѓанин разбирам некој да сака да добие огромни пари од државата, да добие работа која што е сигурна, која што може да биде наплатена и без разлика како ќе се вика и кој тоа го прави, дали е со една фирма која што е сега формирана или фирма која што можеби и екзистира подолго време на македонскиот пазар. Меѓутоа, одговорноста на политичарите треба да биде на едно соодветно ниво заради тоа што тие одговарат за буџетските и за јавните пари. Ние овде немаме одлука. Вие знаете дека е направен таков тендер. Така е, да. Постапката е таа која што еден се пријавил и мислам дека тука институциите безкомпромисно треба да застанат во заштита на интересите на граѓаните. Знам, Тоа господин Спасовски, како граѓанин го посакувам. Јас знам, меѓутоа, знаете како обично институцијата ќе каже, видите, ништо од тендерот не е прекршено. Сите законски, но вие знаете дека можете да распишете тендер на кој може да се јават една, а може и 101 компанија. Во таа смисла, може ли да не се случи да биде тендерот прогласен како потполно законски, дека ништо не е прекршено и така натаму, а целата јавност да знае дека затоа стојат интереси кои што се многу стари. Јас не ги знам деталите во водењето на постапката. Меѓутоа, дека треба сериозно да се обрне внимание на ова, треба да се обрне внимание. Водите ли за ова дебата кај премиерот и во самата влада, ајде да не кажем во разговараме за сите прашања кои што се отварат не само во јавноста, туку и ние си ги отвараме меѓу себе. И тоа е богатството на нас социјалдемократите. Ние имаме можност да дебатираме отворено за сите прашања кои што не засегаат како држава. Заради тоа што навистина е недозволено еден настан, неколку личности, група на интереси да не загроди сите нас. И како партија, и како политичари, и како држава, ако сакате. И тука мислам дека сосема сме јасни во однос на тој став и таквиот став мора да биде став кој што ќе биде императив за постапување на секој од функционерите. Господин Спасовски, да ве вратам малку на некакви повисоки политички нивоа, повисоки води и така натаму. Доаѓаме повторно во една летна сезона, па ќе дојде сезона кога границите ќе бидат сега притиснати со туристи, но потоа ќе се отворат веројатно, особено пред референдумот, кога и ако го има, ќе се отворат дебатите околу мигрантите, емиграции, преоѓање и така натаму. Зачестено гледаме дека се фаќаат разноразни камиони, комбиња со илегалци кои што се транспортираат низ Македонија. Ние знаеме дека тие луѓе не сакаат да останат во Македонија. Впечаток е мој, па и на јавноста, дека има некое зголемување во тој притисок или можеби цифрите говорат нешто друго? Не, има зголемување, значи јас тоа го соопштив и на пресконференции и на мои настапи кои што ги имавме. Оваа година имаме зголемување на бројот на мигранти. На што се должи зголемувањето на бројот на мигранти, односно на кримчарење на мигранти? Тоа се должи на пред се зголемувањето на луѓе кои што од Турција преминуваат во Грција. Кога доаѓаат во Грција, тие нормално дека сакаат да го продолжат својот пат. Вие знаете дека ова рута, така наречена западно-балканска, која што поминува низ Македонија преку Србија и оди понатаму, сега е заобиколена заради тоа што ние прилично добро сме поставени по заштита на македонско-грчката граница. Вие знаете дека таму имаме и полициски службеници од неколку наши земји со билатерални договори кои што заеднички ја штитиме границата. Тоа е од декември месец 2015 година. И сега се отвара нова рута, односно две нови, која што оди Грција, Албанија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, и веќе во Босна и Херцеговина имаме зголемена група на мигранти, и втората оди Грција, Албанија и Италија и понатаму во Европа.
Миграцијата е процес кој што нема да добие решение на проблемот од државите на Балканот, ниту пак во Европа. Ние решението, односно развиениот свет, Европа, светските организации мора да го барат на местото на кризата, на жариштето. Таму ако се решат проблемите, таму ако ми се помогне на тие луѓе и економски, гледаме, ма тоа трае со години, тоа е една ужасна ситуација. Ние се справуваме само со последиците од таква Каква е прогнозата? Ќе расте ли тој притисок? Сега за сега нема основа да расте енормно, за да доживееме состојби во кои што ќе имаме мигрантски бранови кои што ќе транзитираат низ Република Македонија, а дека се зголемува бројот на оние кои што илегално сакаат да ја преминат границата, да, се зголемува. Ние имаме околу 4500 до сега, од почетокот на годината до сега, вратени назад, заради тоа што сакале да ја преминат илегално границата, или биле откриени криумчарење на мигранти. Еве денес имате откриено мигранти кои што биле на автобуската станица во Гевгелија. Така да, полицијата во тој дел навистина на диви премини поминуваат на диви премини поминуваат со организиран пристап на криминални групи кои што нив ги злоупотребуваат па ги криумчарат тука. И ние во тој дел една од реформите беше како да ги зголемиме нашите капацитети како држава, како полиција, за да се спротивставиме на овој бран на мигранти. И токму заради тоа што имавме таков број на мигранти низ годините 2015-2016, низ Република Македонија поминаа преку 1 милион мигранти кои што транзитираа. И затоа направивме и национален координатор за борба против трговијата со луѓе и криумчарење на мигранти. Имаме стратегии со акцијски планови кои што ги развиваме и веќе тие даваат резултати. Посебно task force е формиран во рамките на министерството, кој што број 50 на луѓе кои што се распоредени низ одредени региони во Република Македонија. Сето тоа допринесува да имаме зголемена активност во делот на справувањето со мигрантската криза. Кои ќе бидат последиците за овој цивилниот безбедносен сектор, не за војниот, од влезот на Македонија во НАТО? Очекувате ли некакви рефлексии во вашето министерство и што е тоа што ќе следи како да кажем притисок и врз вашите структури од тоа за членување во НАТО? Па видете, за членувањето во НАТО, односно пристапните преговори кои што ќе ги води Република Македонија, не е само одбраната, тука ќе дојдат и во безбедноста. Тука ќе биде пред се класифицираните информации, размената на податоци, информации, вкрстувањето на бази на податоци кои што ние ќе ги можеме да ги користиме, меѓутоа и ние треба да дадеме за да може да бидат користени во рамките на НАТО. Меѓутоа сето тоа е нешто што треба да биде добро детектирано и добро сработено во процесот на пристапните преговори со НАТО. Инаку НАТО представува гарант за безбедноста. НАТО, ако сакате, представува и економија. Бидејќи развојот на економијата пред се ќе зависи од безбедноста на Република Македонија. НАТО ќе значи затварање и на едно од долго отворените прашања низ Република Македонија. Тоа е велико албанското прашање, кое што постојано демне е тука како повремено се отвара и така натаму. Повремено го отвараат, го интензивираат и така натаму. И тоа сите овие процеси ги затвараат сите отворени прашања во Република Македонија и во нашето соседство. И токму и во делот на Министерството за внатрешни работи ние сме подготвени целосно за да можеме да учествуваме во целиот тој процес. Како мислите дека ќе се одрази евентуална поделба на Косово, зашто деновиве прилично се разговара во српско-косовските канали на комуникации врз безбедноста на регионот, па и врз Македонија, која може да биде заедно со Босна една од најсензитивните точки околу тоа. Таму гледаме дека има и разногласија по тоа прашање. Нормално е дека ќе има разногласија, дека не е добра промена на границите и на Балканот, па ако сакате и во другите делови од Европа и од светот е евидентно. Значи, ние е најдобро да се зачуваат границите на сите држави. Меѓутоа, сепак овде станува збор за едно специфично прашање на решение на конфликт кој што го имаат Србија со Косово. И најважно за нашиот регион и за стабилноста на регионот да има решение на тоа прашање. Јас знам дека вашето министерство тој проблем не го покрива, но ви прашувам како политичар, бидејќи тоа сепак работа на... Реков дека промената на границите тоа е лошо за целиот тој регион, меѓутоа решението на проблемот
е добро за стабилност на регионот. И сега треба да видиме кое би било решението. Апропо тоа решение, веројатно ќе се забрзаат процесите на интеграција на државите во НАТО и во Европската унија. Тоа ќе значи повторно зголемување на безбедност, на стабилност, отворање, ако сакате, на сите граници и отворање на нови можности. Каква ви е соработката со Србија? Ве прашувам и како политичар, бидејќи туку што ни го предлагаат за амбасадор да дојде еден од највисоките разузнавачи, шефови на тамошните разузнавачки служби, иако се дигна разни разногласија едно и во српската, не само во македонската јавност. Како соработувате со Србија со безбедносните служби? Ние имаме извонредна соработка со безбедносните служби на оперативно ниво и на политичко ниво. Заради тоа што предизвиците со кои што се случуваме сите, па и регионот, тоа што го поминавме заедно во мигрантската криза, само ни потврди колку е важно да имате заемна комуникација. Навистина имаме извонредна соработка и со министерот за внатрешни работи, на оперативно ниво со директорите на полиција, со граничните служби и така натаму, се со цел да се спротиставиме организирано, соодветно, преку размена на информации, на податоци во секој еден сегмент на спречување на криминалот во овој регион. Тоа е исто и со другите соседи? Како оди со Грција, на пример, после со Грција, да кажем, овој политички пробив? Ние со Грција од познатите причини кои што ги имаме, немаме подпишан ниту еден билатерален договор. Соработката, посебно во делот на безбедноста, е исклучително важна ако сакаме да имаме би рекол едно интегрирано управување со безбедноста во целиот тој регион. Во 2015 година, некаде во ноември месец, јас прв пат остварив телефонски контакт со министер за внатрешни работи на Грција после многу години. И го отворивме тој процес. Веќе одржавме 3 средби, министерски средби, на министрите за надворешни и внатрешни работи на Македонија, Бугарија, Грција и Албанија. Имаше 3 средби на директори на полиција на Македонија и на Грција. Имаме полициско аташе на Грција што е во Република Македонија и имаме извонредна соработка во делот на полициските работи. Посебно би рекол дека и оваа криза која што ни беше мигрантската криза, можеби ја подигна таа наша свест дека безбедноста нема да познава никакви политички отворени прашања, заради тоа што ако се водиме по отворените политички прашања, ние ќе ја нарушиме безбедноста. И мислам дека во тој дел и најмногу имавме соработка и најмногу си помогнавме и едни на други, меѓутоа и на целиот регион. Бидејќи се приближуваме кон крајот на овој разговор, да ве прашам за крај, ќе одиме на референдум, што се вашите предвидувања? Ќе се стигне до цензуси, ќе се обидете да го смените начинот на кој што ќе се изведува референдумот, ќе одите на консултативен, какви ви се предвидувањата? Видете, ние на референдум треба да одиме и мора да одиме, заради тоа што сепак одлуката која што ќе ја носиме, сакаме да ја провериме кај граѓаните. Тоа е нешто што го кажавме. Дуи вели, ние не бевме за тоа, но направивме компромис. Сега треба и други да прават компромиси. Во таа смисла ве прашував пред малку околу овие позиции во преговорите со опозицијата. Тоа е нормално да има политичките партии своји ставови. На крајот владиниот став е овој кој што го знае јавноста, за кој што го соопшти председателот. Ние сакаме се уште тој процес да биде инклузивен, да се вклучи и опозицијата, заради тоа што патриотизам во вистинска смисла на зборот е да не бегате од народот, да не бегате од одговорите на тешките прашања. Туку патриот е секој еден кој што има став по однос на високите државни прашања и интереси. И референдумот е едно такво прашање. Да видиме сега кој е тоа патриот во Република Македонија. Дали се патриоти тие кои што ќе седат и ќе се кријат и ќе и прават штета на Република Македонија, или ќе бидеме сите патриоти, ќе излеземе на референдум и ќе кажеме да, ние поддржуваме членство во НАТО и во Европска унија, затоа ќе гласаме за на овој референдум, или нема да бидеме за НАТО и Европска унија и ќе гласаме против. Заради тоа што треба да знаеме и цела македонска јавност треба да знае. Овој договор е направен токму за членство во Европска унија и НАТО. Ако Македонија немала амбиции, витален национален интерес да биде дел од Европската унија и дел од НАТО, тоа што нема потреба од договор, никој немаше ниту да го бара тоа од нас. Меѓутоа во ваква една ситуација, мислам дека
треба да бидеме сите на висина на задачата, треба да бидеме одговорни политичари и да излеземе на референдумот, да го кажеме своето мислење, на крајот одлуката ќе донесат граѓаните на Република Македонија. Вие сте еден од министрите кои што најчесто го гледам во разни патувања низ македонската провинција. Што се одгласите од таму? Ама реално да ми кажете, како се чувствуваат луѓето по овие прашања? Бидејќи предпоставам не одите само за полициска, туку и за политичка работа. Да. Затоа што овие прашања има емоции во нив, меѓутоа кај граѓаните се чувствува веќе и рациото, заради тоа што знаат дека влезот во Европската Унија и НАТО представуваат големи бенефиции за Република Македонија. Така да, прв пат после многу години, а ние имавме период од 28 години во кој што имавме некаква цврста позиција, некој однос, така би рекол, скриен, дека као преговараме нешто, уствари никаква одлука не носиме. Сега имаме храбри чекори, носене на вистинска одлука. Мислам дека граѓаните ја препознаваат таа храброст. Меѓутоа граѓаните сакаат и да дебатираме, да објасниме што се основите на договорот. Најважното е дека овој договор кој што е направен го зачува македонскиот идентитет, македонскиот јазик, кодовите не остануваат МК и МКД во Обединените нации, јак на идентитетот, а ќе јакне и Република Македонија со членството во ЕВ. Ви благодарам и ви посакувам малци да одморите, али тоа не само да благодарам на поканата. Па се надевам дека од септември, бидејќи во она што се обидува еден ТВ да го промени во наредната шема, ќе биде и ќе подразбира и многу по, да кажам, флуентни контакти меѓу другото и со вашето министерство, така што ќе се гледаме можеби и почесто отколку што вие би сакале да се гледаме и во критички и во помалку критички контексти. Јас наистина уште еднаш да го повторам ставот на МВР дека ние сме токму да бидеме отворени и да со сите работи ја запознаеме македонската јавност, бидејќи на тој начин ќе вратиме таа алка на партнерство помеѓу граѓаните и институцијата. Ви благодарам, господине Спасовски, а вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да се одморите убаво во наредните недели. Ќе следува малку и дожд, малку и сончево време. Гледате да фатите многу боја, немајте многу да се сунчете, бидејќи ќе не чека една напорна есен, крај на ова лето, напорна есен, а потоа и жестоки политички настани во кои што секој ќе треба со студена глава да одбере што сака да прави за оваа држава и каде таа треба да оди, по кој пат да го фати. Ви благодарам уште еднаш и се гледаме, се надевам, во септември за неколку недели. Пријатно и се неубаво.